Почитувани гледачи, вие следите емисијата Надеж во тешки времења. Вечерашнава тема носи наслов Ден по последниот ден. Додека светот се движи низ 21 век, дали некогаш сте се запрашале која е нашата најголема потреба? Што најмногу им треба на мажите и жените кои живеат во 21 век? Да гладувате, тоа би било храната. Да сте бездомници, тоа би било место, погодно место за живење. Ако болест го уништува вашето тело, можеби тоа би било лек. Да сте осамени и обесхрабрени, можеби тоа би била љубовта. Дали постои некоја работа што е поголема од се друго што може да ве води низ тешкотиите со кои се соочувате секојдневно во вашиот живот? Дали има нешто што може да му даде елан на човечкиот дух? Низ целиот свет луѓето обично бараат надеж. Некој убаво рекол, што е кислородот за белите дробови, тоа е надежта за човечкиот дух. Надежта го придвижува нашиот дух, почитувани гледачи. Го крева нашиот поглед од она што е кон она што може да биде. Надежта е светлина во темниот тунел. Таа ни дава охрабрување за иднината. Надежта е она што го подига човечкиот дух и ни помага да се движиме според среде предизвиците со кои се соочуваме. Што е надежта? Како можеме да ја дефинираме надежта? Надежта е нематеријална особина што гледа надвор од тешкотиите во животот кон подобро утре. Тоа не води едноставно во целисходен живот денес затоа што знаеме дека доаѓа нов ден, доаѓа нова радост, доаѓа нова среќа. Предвидува само најдоброто во животот надежта, дури кога сме соочени со најлошото. Надежта гледа подалеку од она што не е во ред во нашиот живот. Таа продолжува да верува, предвидува и очекува дека од денешната темнина, утрешната светлина ќе свети многу посилно, ќе бидеме многу порадосни и посрекни. Римскиот државник Плиний Постариот еднаш еве што рекол, а тоа е запишано во историјата. Надежта е столбот што го држи светот. И навистина бил во право. Без надеж овој свет е на патот кон пропаста. Без надеж паѓаат темелите на општеството. Без надеж го живееме нашиот живот со тивок во тивок очај. Неодамна прочитав приказна која беше објавена во јули 1991 година во мала инспиративна книга под наслов Парчења и делчења. Приказната за едно мало момче кој било на лекување по ужасна повреда во пожар, јасно ја илустрира моќта на надежта. Училишниот систем во големиот град смислил план да им помогне на децата да ја надоместат домашната задача, доколку треба да поминуваат повеќе време во болница. Една учителка била вклучена во оваа програма и добила рутинска покана да го посети детето. Таа го запишала името на детето и бројот на собата и накратко разговарала со наставничката на детето во училиштето. Сега на часовите учиме за именките и прилозите, рекла наставничката. Би ви била благодарна ако може да му објасните побрзо за да не заостанува премногу. Учителката отишла да го посети момчето тоа попладне во болницата. Никој не испомнал дека момчето има големи болки бидејќи се здобило со тешки изгореници. Вознемирена од гледката, едноставно таа му рекла: "Ме пратија од твоето училиште да ти објаснам именки и прилози." Кога си заминала, изгледала како да едноставно не постигнала многу со детето. Но следниот ден медицинската сестра ја прашала: "Што му направивте на ова момче?" Учителката помислила дека веројатно направила нешто лошо, па почнала да се правда. "Не, ништо јас не направив," рекла медицинската сестра. "Не знаете што мислам. Бевме загрижени за тоа мало момче, но од вчера целиот негов став се промени. Се бори, реагира на лековите. Изгледа дека решил да живее."
2 седмици подоцна момчето објаснило дека целосно ја изгубило надежта додека не дошла учителката. Се променило кога дошол до едноставен заклучок. Тој кажал вака: не би испратили учител да работи на именките и прилозите со момчето што умира, зар не? Детето се чувствувало многу осамено и отфрлено. Тоа мислило дека никој од класот негов не води сметка за него во болница. Но ова тешко повредено дете повеќе од се друго му била потребна надежта. Надежта, почитување, не мотивира да гледаме кон дното на подобро утро. Таа ја објавува иднината со светли бои наместо со темни слики. Надежта. Во светот кој изгледа надвор од контрола, како можеме повторно да ја откриеме надежта? Во свет кој изгледа толку несигурен, како можеме повторно да се надеваме? Во свет опустошен од цунами, земјотреси, торнада, урагани, помори, пандемии, има ли нешто сигурно на кое можеме да ја засноваме нашата надеж? Неодамнешната пандемија која се уште трае на коронавирусот има катастрофални последици. Луѓето широм светот се заразуваат се повеќе и повеќе секој ден. Стотици илјади гинаат и умираат. Светската економија пропаѓа. Невработеноста нагло скокна. Нашите животи се сменија за секогаш. Како можеме да најдеме надеж, почитувани гледачи? Како можеме да гледаме подалеку од нашите сегашни проблеми во посветла иднина во деновите потоа? Милиони најдоа надеж, сигурност и мир во личното познавање и поврзување со Бога преку проучување на Неговото Слово, на речта Господова. Откриле дека Бог ги сака повеќе отколку што можеле да замислат и кој ги јакне за да можат со неверојатна сила да се соочат со предизвиците на денешницата и со проблемите на утрешниот ден. Тој Бог е Бог на надежта. Во време на очај, израелскиот цар Давид, автор на многу псалми и песни, еве што кажал: Ти си, Господи, мојата надеж. Господи, надеж од мојата младост. Псалам 71 глава, 5 стих. Надежта за Давид започнува таму каде што започнува и за секој од нас, почитувани. Започнува со верувањето дека постои Бог на небото кој е поголем од неговите проблеми, поголем од неговите тешкоти и поголем од секој предизвик со кој се соочува. Ако Бог не е со нас, ние сме без надеж. Без Бога ние всушност ке лутаме по лавиринтите на овој свет. Бог има разбирање за нашите болки, ги лекува нашите рани. И кој ден ќе ги победи сите сили на пеколот и ќе не одведе во нов свет. Остануваме сами и безнадежни во соочувањето со животните предизвици без Бога. Чувството за Божјото присуство, Неговата безусловна љубов и Неговата грижа го исполнува нашето срце со надеж. И затоа тука имаме Библијата, книга на надежта. Библијата е книга полна со надеж. Низините записи се стории, приказни за луѓе како тебе и мене. Понекогаш тие биле силни и победувале со Бога. Во други прилики тие биле само слаби, немокни и паѓале. Но во секоја од овие ситуации Бог бил со нив да им влее нова надеж, нова сигурност, дека тие можат да го дочекат утрешниот ден. Зборот надеж се користи повеќе пати во Библијата, некаде повеќе од 125 пати во Светото писмо. Апостол Павле, кој се соочувал со многу тешки ситуации, тој го користи повеќе од 40 пати во своите списи. Тој бил претепан, го каменувале, доживувал бродолом и бил прогонет во затвор, но сепак бил исполнет со надеж. Кога им пишува на своите пријатели кои живееле во Рим, тој еве што изјавува: А Бог на надежта да ви исполни со сета радост и мир во верата, да преку силата на Светиот Дух да ви се збогати надежта. Римјаните 15 глава 13 стих. Кога се надеваме во Бога, почитувани гледачи, кој е поголем од било кој проблем што некогаш би го имале, нашето срце се полни со радост и мир во верата.
Сигурноста дека постои Бог кој не сака далеко повеќе отколку што можеме да разбереме, не исполнува со надеж. Не постојат околности со кои се соучуваме во животот, а Бог да не е подготвен да ни помогне. Надеж што никогаш нема да разочара. Надеж во Исуса Христа. Никогаш нема да постои предизвик во кој би се нашле, а да не постои надеж во Исуса Христа. Старата христијанска химна вели: кога ми треба, Исус е близу. Таму кога најмногу ми треба, Исус кој не создал и кој се грижи за нас, исто така и не откупил. Ние сме негови двојно. Кога суштествата што тој ги создал совршено се побуниле против неговата волја во Едемската градина, љубовта го подготвила патот да повторно Адам и Ева се вратат во прегратките на Христа. Има надеж за домовата лоза, почитувани. Исус е закланото јагне од почетокот на светот, вели апостол Јован во Откровение 13:8. Небесниот план за спасение одекнува низ вселената. Синот Божи, Исус Христос, го напуштил небото и дошол на ова бунтовничка планета за да ја открие Божјата љубов пред безбројните светови и да ги исполни барањата на законот. Оному каде што Адам не успел, оному каде што Адам паднал и бил победен, Исус победил. Со својот живот и смрт, Исус ја открил љубовта на Отецот. Тој ги исполнил барањата на законот и се спротиставил на оние најсурови и злобни искушенија на сатаната. Исус го живеел оној совршен живот како што требало ние да живееме и умрел со смрт со каква што ние требало да умреме. Апостол Павле ќе ги запише следниве зборови: зашто платата што ја дава гревот е смрт, а подарокот од Бога е живот вечен во Исус Христос нашиот Господ. Римјаните 6 глава 23 стих. Неговата благодат, проштевање и милост течат од неговото срце на бескрајната љубов. Били Греем, еден силен евангелизатор, еве што запишал и рекол: Божјата благодат е милост. Тоа ми дава надеж на мене и на нашиот свет. Како што вели една друга песна, почитувани гледачи, мојата надеж нема друг темел освен Исусовата крв и праведност. Надежта е навистина во Исуса Христа. Надеж дека нашите греови не се толку големи да не можат да бидат простени. Надеж дека нашите искушенија не се преголеми за да не победат. Надеж дека нашите предизвици не се преголеми за да се надминат и надеж дека нашето утре ќе биде многу подобро од нас. Затоа да се држиме за надежта во Исуса Христа. Христос ни дава многу повеќе од сигурноста дека тој е со нас денеска, во овој миг. Надежта што Христос ја дава е надеж која гледа надвор од овој свет во друг свет. Тој надежта дека тој скоро ќе се врати. Апостол Павле прекрасно го обединува Христовото прво доаѓање за да не спаси со неговото второ доаѓање, да не однесе дома. Во едно охрабрувачко писмо, упатено до својот млад пријател Тит, апостол Павле изјавува дека чекаме да се исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот Бог и Спасител, нашиот Исус Христос, кој се даде самиот себе за нас, за да не избави од секакво беззаконие и да не очисти, да му бидеме народ избран, ревносен кон добри дела. Послание до Тит, 2 глава, 13 и 14 стих. Исус дошол, почитувани пријатели, еднаш да ја открие љубовта на Отецот и да го заработи законското право да не спаси. Тој доаѓа по втор пат, за да ја земе својата откупена својина. Тоа сме ти и јас. Ние се надеваме на таква надеж, односно се надеваме на Христовото доаѓање. Мардо Евен Макдоналд, војн заробеник во Германија и капелан на американските трупи, објаснил како дознал за инвазијата на Нормандија. Рано на денот Д го разбудили му рекле дека шкотладјанецот во британскиот логор за војни заробеници сака да го види. Макдоналд истрчал до жичената ограда што ги делела двата табора.
Той човек от Шкотска, кој го слушнал на радиото информации на BBC, му кажал само два збора на келтски, што значило дојдоа. Макдоналдс истрчал надвор во американскиот камп, назад во американскиот камп и ја расширил веста. Дојдоа. Тие дојдоа. Сите дознали дека сојузничките трупи слетале во Нормандија. Реакцијата била неверојатна. Луѓето скокале, викале, се гушкале, дури и се тапкале, односно се валкале по подот. Однадвор тие се уште биле затвореници, но внатре биле во душата слободни. Тоа е надеж која ни ги менува животите, почитувани пријатели. Еден ден и ние ќе бидеме избавени од овој затворски логор на грев и страдање. Ќе викаме дојде, дојде, тој дојде по нас. Библијата е полна со најдобрата надеж, надеж во враќањето на нашиот Господ. На повеќе од 1500 места во Светото писмо зборува за Христовото враќање. Тоа е нагласено во секој 25 стихови во Новиот Завет, а за секое пророштво за првото Христово доаѓање има 8 што го осветлуваат второто Христово доаѓање или Христовото враќање во овој свет во слава. Еве само неколку примери од Библијата на ветувања полни со надеж во Христовото скоро доаѓање. Ќе прочитам неколку библиски пророштва. Првото пророштво за Христовото враќање на овој свет му било дадено на Енох. Таму уште на почетокот во Стариот Завет. Не постои книга на Енох во Библијата, но во Новиот Завет малата книга на Јуда, пронајдена пред Откровението, го цитира Енох. Енох живел непосредно пред големиот потоп во времето на Ное, таму на почетокот на светот. Бог однел праведен човек на небото во тело кога имал 365 години. Немојте да бидете изненадени од неговата возраст, бидејќи многу библиски ликови во тоа време живееле дури и над 700 години пред потопот, а некои вклучувајќи ги Адам и Матусал повеќе од 900 години. Адам бил создаден од Бога со огромна витална сила и бил создаден да живее вечно. Така што 365 години на Енох биле помалку од средната возраст во тоа време. Енох, почитувани пријатели, е слика на оние кои ќе бидат подигнати на небото во облаците кога Исус ќе дојде. Еве што или Библијата за пророштвото на Енох за второто Христово доаѓање. Читаме во посланието на Јуда. А за оние пророкуваше Енох, седмиот од Адам, зборувајќи: ете, доаѓа Господ со илјадници своји свети ангели. Послание до Јуда, 1 глава, 14 стих. Повеќе од 3000 години пред Исусовото прво доаѓање, Енох прорекол дека Месија ќе дојде не само како измачен слуга, кој ќе умре за нашите греови, туку и како цар, кој ќе не избави од грешниот свет и ќе го победи сето зло. Тоа е надеж, почитувани пријатели. Псалмистот Давид, одеме понатаму, го дава своето сведоштво и еве што кажува: доаѓа нашиот Бог и нема да замолчи. Пред него ќе има оган што проголтува, околу него бура. Псалам 50 глава, 3 стих. Пророкот Исаја не охрабрува да имаме надеж. Доаѓа денот кога Христос ќе се врати, а силите на пеколот што направиле толку многу несреќи во нашиот живот, во нашиот свет, ќе бидат победени за секогаш. Еве што кажува пророк Исаја. Кажи им на уплашените срца, кажете им на плашливите со дух, биете цврсти, не плашете се. Ете, вашиот Бог иде со одмазда, со отплата Божја. Тој ќе дојде и ќе ве спаси. Книга на пророк Исаија, 35 глава, 4 стих. Библиските пророци, почитувани пријатели, живеле во надеж, а не во очај. Тие гледале над предизвиците, неволите и проблемите со кои се секојдневно соочувале во нивниот живот, во едно сосема ново утро. Тие гледале со надеж напред. Со пророчки поглед и небесни очи, нивниот поглед
навлегол во иднината. Тие имале целосна доверба дека Христос ќе се врати и дека гревот, маките и проблемите, тагата, болестите и смртта за секогаш ќе исчезнат. Исусовото лично ветување е голема надеж за нас. Пред да се вознесе на небото, Исус им ветил на своите следбеници. Читам од Библијата: ќе дојдам пак, рекол Исус. Фактот дека Исус ќе дојде повторно, по втор пат, е исто толку сигурен како и реалноста дека тој живел нова земја пред 2000 години. Надежта ни доаѓа, почитувани пријатели. Таа е тука. Ветувањето за Христовото враќање одекнува со сигурност. Спасителот во една прилика ги охрабрил своите ученици со ова ветување: да не се плаши срцето ваше. Верувајте во Бога и во мене верувајте. Во домот на мојот Отец има многу места за живење, а да немаше, зрем јас ке ви кажев, одам да ви приготва место. Кога ќе отидам и ви приготва место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Евангелие според Јована, 14 глава, од 1 до 3 стих. Христовите зборови не охрабруваат. Христовите зборови на охрабрување се како меница. Исус рекол дека ќе дојде и ние можеме да го потребиме како готовина. Второто Христово доаѓање не се заснова на празни шпекулации, почитувани. Не се заснова на празни желби, на човечка филозофија. Се заснова на непроменливите, сигурни и вистинити ветувања на Божјата реч. Второто Христово доаѓање ја открива таа неверојатна вистина дека целата историја се движи кон славна кулминација. Имаме конечна судбина. Животот оди некаде и ние ќе сретнеме некого. Некој кој ги има конечните одговори на сите животни проблеми, а без тоа сознание во животот ни останува многу малку што вреди, ако само веруваме во судбината на човекот. Исусовите зборови одекнуваат ни сите векови. Исус вели да не се плаши срцето ваше. Престанете да се грижите. Нема потреба за загриженост. Овој свет не е се што постои. Држете се за моето ветување. Верувајте им на моите зборови. Верувајте во Бога и во мене верувајте, вели Исус. Одам да ви приготва место и пак ќе дојдам по вас. Ветувањето за Христовото второ враќање го издигнува нашиот дух. Тоа ги охрабрува нашите срца, ги разведрува нашите денови, ги осветлува нашите ноќи. Секоја планина по која се качуваме ни се чини понекогаш да е полесна, ако имаме таа надеж и вера во Господа. Но без вера и надеж тоа че корен е многу тешко. Забележете неколку изрази во овој дел што сакам сега да ги подвечам. Тоа ќе го охрабри и нашето срце. Исус вели: во мојот дом, во домот на мојот Отец има многу места за живење. Изразот места за живење може подробно да се преведе како живеалишта или резиденција. Еве што вели Исус: има доволно места во моето вечно царство. Нема недостаток од простор. Има место и за тебе, и за мене, за сите нас, почитувани. Апостол Јован ги повторува овие зборови во следните изјави во самата книга на Откровение. Потоа видов и ете големо мноштво народ, кој никој не можеше да го преброи. Од сите племења и колена, народи и јазици. Небото има доволно место, доволно простор, почитувани за сите. Христовата жртва е доволна за сите нас. Крстот од Голгота им носи спасение на сите што сакаат да го примат. Исус ги увери своите ученици дека има доволно место на небото за секој од нив и дека ќе дојде да ги земе кај себе. Што значи тоа дека Исус подготвува место за нас? Што тоа значи? Тоа секако не значи дека тој е градежен надзорник кој им наредува на ангелите како да градаат небесни куќи или станови. Исус се вознел на небото и во присуство на својот татко добива уверување дека неговата жртва е прифатена. Вратите на небото се целосно
отворени за целото човештво. Во светлината на големата борба помеѓу доброто и злото во Вселената, Исус не уверува дека преку неговата благодат, преку неговата милост и поради неговата смрт на крстот може да живееме со него за секогаш. Тој ни гарантира дека ќе биде наш адвокат, наш бранител на небесниот суд. Во книгата на пророк Даниел, почитувани пријатели, во 7 глава го опишува тој вселенски суд. Околу Божиот престол има 10.000 по 10.000 небесни суштества. Небесните книги се отворија, вели текстот, за целата Вселена. Со голем интерес гледаат што се случува на земјата. Сега се решава судбината на целиот човечки род. Мажите и жените ќе бидат вечно спасени или вечно загубени. Исус чекори напред на судот и изјавува дека сите оние што ја прифатиле неговата жртва со искрена вера и кои се промениле со неговата благодат, се повикани и оспособени за небото. Пророк Даниел триумфално изјавува дека по определени дни и судот беше даден на светиите од Севишниот, да настапи време светиите да го завладеат царството. Даниел 7 глава, 22 стих. Ние сме, почитувани пријатели, исполнити со надеж, затоа што оној што умре за нас, живее за нас. Нашата радост преплавува затоа што оној што умре за нас и живее за нас, повторно ќе дојде по нас. Учениците починале, умреле, победоносно во надеж. Размислете за смртта на учениците. Вообичаено се верува дека секој од нив умрел со маченичка смрт, освен апостол Јован. Сите умреле со маченичка смрт, за кој сигурно знаеме дека последните години ги поминал на островот Патмос, тоа е светиот апостол Јован. Јаков бил обезглавен од Ирод. Иако бил првиот меѓу учениците што умрел со маченичка смрт, таквата судбина не му го угаснела духот и не му ја уништила надежта на Јакова. Петар бил раснат наопаку од римската гарда на Нерон. Веројатно некаде околу 66 година од нашата ера. Тој умрел исто со надеж. Еве ги неговите зборови. Но ние според неговото ветување очекуваме ново небо и нова земја на кои ќе се весели правдата. 2 Петрова 3:13. Апостол Павле поминал години во влажен римски затвор и затоа неговата глава веројатно била обезглавена приближно во исто време како Петар умрел маченички во 66-та година од нашата ера. Сепак исполнет со надеж и сигурност, тој гледал подалеку од она што било кон она што ќе биде. Тој верувал дека Христос го победил гробот и дека еден ден повторно ќе се врати како што ветил, за да го избави од предгратките на смртта. Овој храбар ученик ги одржал своите ветувања од Божјата реч. Тој верувал дека сам Господ по заповед на гласот на архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и најнапред, како што вели текстот понатаму, ќе воскреснат мртвите. А потоа ние што сме останале живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господ во воздухот. И така за секогаш ќе бидеме со Господ. Прво послание до Солуњаните, 4 глава, 16 стих. Драги гледачи, апостол Павле не умрел како победен, скршен човек. Тој бил охрабрен од ветувањето за Христовото доаѓање и умрел со таква силна надеж и вера. Да го погледнеме апостол Јован за миг. Бил фрлен во котел со врело масло, а потоа како старец во своите 90 години императорот Домицијан го протерал на островот Патмос. За време на неговото прогонство на тој пуст остров, Исус Христос му дал прекрасна визија за своето враќање. Тој напишал за таа визија во последната библиска книга. Може да го читате Откровението. Зборовите на Јован биле полни со надеж. Еве што кажал тој, што запишал. Ете, иде со облаци и ќе го види секој око и они што го прободува и ќе се расплачат пред него сите племиња на земјата. Да, амин. Откровение 1 глава,
7. stih. Исусовото враќање, драги гледачи, Исусовото враќање на овој свет е сигурно и тој ќе биде најголем настан. Секој око ќе го види кога тој ќе се врати. Очите на младите и очите на старите. Очите на образованите и очите на необразованите. Очите на богатите и очите на сиромашните. Луѓето од сите култури, од сите народи и јазици, групи и племиња на целата планета ќе го видат Христовото второ доаѓање. И првата и последната глава од Откровението одзвонуваат со сигурноста за Христовото враќање. На последната страница од Библијата, во последната глава од последната книга, Исус еве што ветува. И еве ќе дојдам скоро, и платата моја е со мене, за да му дадам на секого според делата негови. Откровение 22 глава, 12 стих. Секој, почитувани гледачи, од учениците, освен Јован, умрел со маченичка смрт, а сепак тие биле победници. Тие биле верни и покрај неверојатното предизвикувачко зло кој им се наговестувало во нивниот живот. Тие били исполнети со внатрешен мир, кој го надминува секој разум. Тие се држеле за Христовата реч. Тие верувале во Христовото ветување. Пак ќе дојдам. Тоа одзвонувало постојно во нивните уши. Пак ќе дојдам. Исусовите зборови. Зборови на ангелите одекнувале исто така во нивните уши при Христовото заминување. И штом го рече тоа, додека тие го гледаа, тој се подигна и облак го подзеде од пред очите нивни. И како што гледа кон небото, додека тој се вознесуваше, одеднаш пред нив застана двајца мажи во бела облека и рекоа: луѓе галилејци, што стоите и гледате кон небото? Ово Исус, кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде пак на истиот начин како што го видовте да оди на небото. Дела на апостолите, 1 глава од 9 до 11 стих. Забележите го фактот, почитувани, дека во оваа прилика ангелите, Божите небесни пратеници, го потврдиле Христовото ветување и сведочиле за неговата буквална точност. Истиот Исус не бил дух, туку Исус имал тело и коски. Да ги употреме тие зборови, како што вели текстот: видите ги рацете мои и нозете мои, јас сум истиот, допрете се до мене и гледајте, зашто духот нема тело и коски, а како што гледате, јас имам. Лука 24:39. Значи Исус ќе дојде пак истиот тој, на ист начин како што го видовте да се вознесува на небото. Вознесувањето на Исус на небото бил вистински, буквален чин, односно настан. Неговото враќање исто така ќе биде буквален, вистински настан, почитувани. Наскоро ќе дојде да не однесе дома. Секој предизвик што е пред нас, секоја потешкотија што ќе искусиме, секој искушение со кој ќе се соочиме наскоро, ќе заврши, ќе биде за секогаш отстрането. Затоа држете се за Исусовото ветување, дека скоро ќе се врати. Твоето срце нека лета со надеж, а мирот нека исполни твојата душа. Библијата е книга на надеж, затоа што постои ден и на последниот ден. Има нешто за овој живот. Ја имаме таа надеж што гори во нашите срца. Надежта за доаѓањето на нашиот Господ. И таа надеж е доволна за да не води ни животните предизвици. Тогаш ќе се јави на небото знакот на човечкиот син и ќе се расплечат сите земни племиња. И ќе го видат синот човечки како доаѓа на небесните облаци со голема слава и сила. И ќе ги испрати своите ангели со силен трубен глас и ќе ги соберат неговите избраници од 4 ветра, од едниот до другиот крај на небесата. Матеј 24, 30 и 31 стих. Библијата постојано, почитувани пријатели, ни укажува на подобро утре. Тој ветува дека еден ден Исус Христос ќе се врати. Злото ќе биде уништено за секогаш. Праведните ќе царуваат вечно. Нема да има повеќе грев, нема да има повеќе болести и страдање. Болеста, несреќата и смртта ќе бидат победени. Злото, војните и гржите за секојаш ќе исчезнат.
Апостол Павле го нарекува овој славен настан блажената надеж. Послание до Тит, 2 глава, 13 стих. Каква е таа надеж? Исус Христос повторно ќе дојде. Смртта нема да го има последниот збор, туку Исус. Наскоро нашите сакани кои живееле и умреле со вера во Христа ќе воскреснат од своите гробови и тогаш ќе го видат лице во лице Исуса и своите најблиски. Наскоро надежта на сите векови ќе се отвори. Да, тоа е надежта во Исуса Христа. Тој е надеж, тој настан кој сите ние како христијани го очекуваме. Ке патуваме со него на неверојатно патување низ Вселената до тие неверојатни места во универзумот и ке живееме со него низ целата вечност. Не треба да се плашиме од нивната почитување. Не треба да дозволиме стравот да ни ги обземе срцата и да ни ја задуши среќата. Христос не создал, Христос не откупил, Христос се грижи за нас. Тој не поддржува, а наскоро доаѓа да не однесе дома. Тоа е нешто што треба да влее сигурна надеж во нашите срца, дека еден ден наскоро и ние ќе бидеме со Исуса за секогаш. Но затоа држи се за надежта, држи се за Исуса Христа.